Добар ден на сите. Денеска вие бевте на пресод на Социјалдемократскиот сојуз, каде што, мислам, од неискуство или од политичка изфрустрираност дека се свесники дека ќе ги губат катастрофално изговорите, сега почнуваат да прават инсинуации, да вадат лаги, но знаеме дека ова недела ќе биде недела на нивните црни сценарија. Ние сме честни граѓани, сме биле посветени кон заедницата и работата, така да ќе обстоиме овие десетина дена на нивните лаги. Но јас сум должен, како началник на интерното оделение и како председател на управниот одбор на болницата, во едно водство кое мислам дека успешно водеше сиве овие години болницата. Вие знаете дека во изминатиот период, значи пред превземањето на власта од ВМРО ДПМН 2006 година, болницата беше во еден тотален кадров хаос на екипираност на луѓе, хаос во ненабавување на никакви апарати. Болницата беше тотално растурена, едноставно се распаѓаше по сите основи. Господата ни оставија еден страотен долг од 160 милиони денари, за кои ден денеска се прашувам зошто институциите не реагирале за ова работа. 160 милиони денари да се направат долгови во една болница, а да не се инвестира ни еден денар во градба и купување на опрема е големо прашање за сите нас и денеска за мене енигма. Но не сакам да напаѓам, тоа не е моја тема. Го прочитав пресод на господата од нашите политички противници од СДСМ и јас би кажал една работа. Во фрустрацијата на губењето на овие избори, тие од едно дрво не ја гледаат шумата. Јас би го повикал портпаролот да утре, заедно со вас, најтранспарентно прошетаме низ најубавата болница во Југозападна Европа, која е градена со помош и стандарди од Европската Унија, кредит земен од Европската Унија, со огромна помош на владата на Република Македонија и ресорното Министерство за здравство. Охридската болница е и ќе биде лидер на овој регион на здравство. Јас ви кажав еден податок дека од 50.000 пациенти прегледани, само 40 се пратени во клинички центар Скопје. Некој вика не постои клинички центар, нека не се фаќаат за зборчиња, точно не постои. Тие се подели, значи клиники со јавни служби. Јас ради народот го зборувам клинички центар Скопје. Значи тоа не е моја грешка, значи грешка е во нивното размислување и менталниот склоп, затоа што дневно веќе сакаат да се фаќаат ако сме лошо исчешлени или ако имам перут на мојово дело дека сум крив за нивните фатални резултати кои ќе ги му се десат на 27. Ве уверувам дека Охридската болница ќе продолжи да се надоградува. Мамографот кој го ветивме ќе го добиеме за нашите сопруги, за нашите мајки. Тој е во релација на донација од ЕВН и помош од ресорното Министерство за здравство. Тоа е многу скап апарат, значи ако ви кажам дека е над 200.000 евра, се работи за дигитален овој апарат. Вчера имавме управен одбор и разговаравме што ни е потребно до новата опрема. Така да ги консултиравме сите оделенија, значи стручните колегиуми, така да веќе останува многу мало за опрема. Викаат немаме 4D ехо скрининг апарат, имаме 2 4D апарат, еден во интерното оделение, еден во гинеколошкото оделение. Сега ако кажуваат колку биле операции направени вамо или тамо, значи кај нас работи интервентната лапароскопија со тимот на доктор Арнаудов, можете ви утре да го посетите, така да Охридската болница е лидер на охридското здравство. Јас само ве охрабрувам дека како тим и здравствени работници кои ќе бидеме представници во највисокиот парламентарен дом, ќе имаме две задачи. Првата задача ќе е да ги штитиме националните и државните интереси на Република Македонија во парламентарниот дом, а втората задача ќе ни биде да се грижиме за заедницата во која живееме, за град Охрид. Заедно со сложниот тим
на мене, на Александар Николовски, доктор Љубен Арнаудов, заедно со водството од локалната самоуправа на чело со доктор Бакрачевски, ќе ви докажеме дека Охрид ќе доживее прв пат препород со едно огромно инвестирање во сите области на спорт, на политика, на култура, на инфраструктурни решенија, на нови инвестиции од областа на стопанството. Ќе се градат нови фабрики, така да ќе бидете сведоци, ова можете да го запишете. Јас сум одговорен човек. Све што ќе кажам, стојам за таа работа. За 4 години ќе бидете сведоци дека Охрид ќе биде посакувана дестинација. За 4 години овие деца кои за жал се уште се млади во политиката, мислам дека нема да имат можност да бидат портпароли на таа партија. Се покажа дека СДС на градско ниво се недоветни за политика, за озбилна политика која граѓаните на Охрид заслужуваат и очекуваат од сите нас кои сме инволвирани во политиката. Јас имам едно прашање до нив. Зошто во нивно време, кога тие пред 15-20 години беа на власт, кога во Охрид се донесе мамографот, зошто тој истиот мамограф се даде во Неготино? Да ми одговорат. Значи Охрид пред едно 15-20 години доби мамограф. Да, донација од Америка беше. Без ничиво знаење, без никаква консултација со никого, тие го препратија некаде, последните мои сознанија дека е некаде во Неготино. Нека одговорат на тоа прашање. Сакам сега да искористам оваа ситуација и да објавам една убава вест. Значи, Општата болница Охрид во соработка со Аристотел Универзитетот од Солун, Република Грција, аплицираше на еден проект во ноември месец и можам да кажам да на 12 април сега од Европска Унија, од Брисел, ние добивме финансиски средства од 210.000 евра за имплементација на тој проект. Нашиот проект во група од 220 проекти од Југоисточна Европа е на 4-то место по ранг листа. Оценет е еден од меѓу најуспешните проекти. И ние веќе како општа болница почнуваме со научна програма, која програма се однесува на влијанието на земјоделското земјиште врз здравјето на населението, на блатните подрачја во Република Македонија врз здравјето на населението, и веќе сме етаблирани и на европско ниво во озбилните делови на научните програми. Заедно со грците го работите? Тој проект го работиме заедно со Аристотел Универзитетот од Грција. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.